Почитувани граѓани, денес ги објавуваме неплатените обврски на државните институции со пресечен датум 31.5.2017 година. Прегледот на неплатените обврски што ќе го презентираме е изработен врз основа на податоците што буџетските корисници, фондови, јавни предпријатија и општини ги доставија до Министерството за финансии. Затоа Министерството за финансии не може да ја гарантира нивната веродостојност. Вкупните неплатени обврски заклучно со 31.5.2017 година изнесуваат 22 милиарди денари, односно 363 милиони евра. На слайдот може да се види нивната структура. Буџетските корисници и фондови, заедно со локалните установи финансирани преку блок дотации, имаат неплатени обврски во износ од 6 милиарди денари. Неплатените обврски на буџетските корисници изнесуваат 5,1 милиарда денари, на фондовите 30 милиони денари и на локалните установи финансирани преку блок дотации 893 милиони денари. Во рамки на буџетските корисници, најголемиот износ на неплатени обврски е во финансирање на дејностите од областа на културата во износ од 2,4 милиарди денари. Тука обврските се главно за изградба на салата на Филхармонијата, Драмскиот театар, објектот Мајка Тереза и за театарот Велес. Неплатените обврски на јавните здравствени установи изнесуваат 3,2 милиарди денари. Најголеми се во Институтот за трансфузиона медицина, Општата болница 8 септември Скопје и Клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски Скопје. Јавните предпријатија основани од Република Македонија имаат неплатени обврски во износ од 6 милиарди денари. Најголеми се во МЖ Транспорт, АД Мепсо и АД Македонија Пат. Општините имаат неплатени обврски во износ од 4,6 милиарди денари. Во оваа сума не достига општина Гостивар, бидејќи не достави информации до Министерството за финансии. Општини со најголеми неплатени обврски се Охрид, Тетово и Карпош. Локалните предпријатија основани од општините имаат неплатени обврски во висина од 2,5 милиарди денари. Највисоки обврски имаат локалните предпријатија во Куманово, Охрид и градот Скопје. Деталниот преглед на неплатените обврски може да се најде на веб страницата на Министерството за финансии во делот реформи, па потоа да се избере транспарентност и отчетност. Може да се види тука на слайдот. Дозволете да информирам јавноста дека Министерството за финансии во моментов договара со Светска банка проект за справување со овие обврски и развивање на механизми за нивно спречување во иднина. Дополнително, Министерството за финансии започна да се подготвува за надоградба на софтвер со цел неплатените обврски да бидат систематски евидентирани, односно да може да се гледаат во реално време. Ви благодарам, министер. Колеги, доколку има прашања во врска со темата, повелете, колешката ќе ви го подаде микрофонот, повелите Менугов. Вака неколку појаснувања мене ми требаат, може колегите им е јасно. Ова се неевидентирани обврски до сега. Не влегуваат овие во обврските што се презентирани на податоците за јавен долг. Ова се скриени податоци кои што вие не ги имате како министерство до сега вметнато во вашите пресметки. Тоа е првото прашање, да го појасниме кои се овие 360 и кусур милиона евра. Втората работа е како ќе бидат затворени овие обврски и односно како ќе бидат финансирани, од каде ќе се најдат пари и каква ќе биде динамиката. Рековте дека ќе направите систем да не се повторат и да се евидентираат, но што е со тоа како ќе се платат на крајот на криштата се преземени обврски, а некој не ги добил парите? Сега прво, значи јавниот долг до сега се базира на кеш основа, така? Поради тоа овие не биле вклучени. Ние за прв пат излегуваме транспарентно, значи ги прикажуваме на дадена пресечна точка, тоа е 31.5.2017 година,
превземените обврски кои што не се платени. Значи и целата јавност може да ги види во детали, се закачени во Excel файл на сајтот. Тоа е првото прашање. Сега ние гледате превземаме активности заедно со Светска банка, значи да разработиме методологија, значи за реализација на овие обврски и посебно е важно за развивање на механизми за нивно спречување на таложење во еднината. Рековте таложење, како ќе го елиминирате, има ли представа, бидејќи еден од проблемите зашто сме пишувале ние до сега, дел од медиумите, дел не ни знаеа дека има вакви скриени долгови, ние што пишувавме, големиот проблем е не доставувањето од страна на самите министри на обврските до Трезорот, односно до Министерство за финансии. Тоа беше голем проблем што се појави. Имате ли веќе идеја како тоа да го решите? Едноставно да не ги чуваат решенијата што треба да дојдат до Трезорот за исплата, како ќе го решите сето тоа? Апсолутно, јас се согласувам со вас. Значи, за тоа и така го завршивме пресуд. Значи, ние во моментов од еден проект кој што веќе постои во Министерството за финансии, твининг проект со Финска, бараме средства со кои што ќе го надоградиме софтверот во Трезор, за да може практично евидентирањето на овие обврски да биде во реално време. И ако преидеме на таков, ако го промениме тоа, ние ќе можеме да имаме и во реално време следење на овие обврски. Па потоа, поврзано со вашето прво прашање, ако направиме таква надоградба, ние сме целосно посветени да ја направиме, значи дури јавниот долг ќе може да се следи и на кеш основа и на пресметковна основа. Значи, дел се побарувања во однос на поврат на ДДВ. Сега видовте дека овде практично имате се од буџетски корисници, имате фондови, општини, локални предпријатија. Јас себе чисто, ако сакате, можам да ви кажам неколку примери. Кажав за културата, например, во Министерството за образование има обврски кои се во најголем дел по основ на комунални услуги за студентски домови и јавни високообразовни установи, има обврски за набавка на постелнина, средства за хигиена и така натаму. Ова е еден буџетски корисник кој ви го кажувам како пример. Например, во МЖ транспорт, како пример за јавно предпријатие, има обврски кон странски железници, сериозни обврски. АД Македонија пат, например, има обврски за ДДВ кон УЈП. Значи, гледате дека ова се обврски кои што се таложени подолг временски период и ние работиме практично сега договараме проект за утврдување на методологија, значи за чистење на овие обврски. Такво нешто постоело во други земји во регионот, например консултиравме нешто такво се случувало во Албанија и затоа сакаме како Министерство за финансии да бидеме практично и практични, но и да обезбедиме парите на даночните обврзници да се искористат во најдобра можна насока. Затоа, кога ќе имаме таква рамка, ќе излеземе и ќе кажеме. Во ред, колеги. Ние јасно го покажуваме пресекот, значи пресекот на менување на власта 31.5.2017 година. Значи тоа што го имате тука е пресекот, така да како временска димензија ние не навлегувавме. Податоците кои што ви ги покажуваме не се изворни на Министерството за финансии, туку ние побаравме од сите буџетски корисници, фондови, јавни предпријатија и општини да ни достават податоци за нивни обврски на пресечниот датум. И тој го презентираме.
Само ќе ги замолам колегите, дали би можело прашањата да се поставуваат на микрофон? Микрофонот мислам дека беше кај Теменугов последно. Ајде, повелете. Значи, кажавте вие пресечниот датум, тоа не ни е спорно. Но спорно е она што го прашува колешката, дали имате веќе увид колку време се таложени овие до 31. Дали за една година е направено 360 милиона, дали се направени за 2 години, за 7 години, значи дали имате она од фактурите приложени од решенијата, да знаеме од кога почнало неплаќањето, односно почнало финото таложење на овие долгови, бидејќи мислам дека не беше 2013, предходно беше, кога излезе Груевски и Ставревски, кога рекоа дека се сервисирани 90 или ќе сервисира 92 милиона евра на долгови кон стопанството. Сакаме да знаеме за колку време е направено, се кумулирале овие долгови, биле во ФИОК. Значи, ова што го презема Министерството за финансии беше сериозна операција во насока на обезбедување на транспарентност и отчетност. Никој до сега не обезбедил да ги покаже јасно, да ги стави во Excel файл, но нашата цел на оваа операција беше да го видиме пресечниот датум. Така да, ова ви е пресечниот датум, ги имате точните обврски. Исто така, треба да се каже дека, например, кај некој, еве, ќе го земам Елем, например, тоа се обврски кои што во нивните практично извештаи тие доставија дека ќе ги, согласно нивната ликвидност, ќе ги реализираат во краток временски период. Треба да знаете дека ова е нешто што се менува и е многу важно ние да го подигнеме капацитетот и да можеме да го следиме на реално време, тоа е прва работа, и втора, да бидеме транспарентни со јавноста. Ние сакаме ова да го направиме, гледавме да го направиме брзо, бидејќи мислиме дека ако и јавноста почне да прави притисок за ова, односно транспарентно го гледа, тоа ќе значи дека во иднина ова не би можело да се случува. Во ред, ви благодарам, министер. Доколку има други прашања, ќе ги замолам колегите. Уште кратко, гледаме дека милионски долгови имаат и здравствените институции, односно болниците не плаќале за вода и струја. Може ли да се случи по овој основ да останат болниците без вода и струја? Со оглед има наталожени 3,2 милиони денари. И дали ќе се бара некаква одговорност од сите овие кои што не ги плаќале обврските? Значи, ако видовте во ребалансот на буџетот, ние имавме сериозен додаток према Фондот за здравствено осигурување во насока да не дозволиме да има сериозни проблеми во јавното здравство. Дали има уште прашања? Колегата од ТВ21. Од претходниот министер, заменик министер за економија обвинува дека владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз излегува со популистички мерки за буџетот, а и останати мерки како укинување на екстерното, не знам, законот за пушење повторно вратен. Како ќе реагирате на тоа дека владата предводена од Заев е популистичка и не работи во интерес на граѓаните? Па, јас можам да кажам дека во ова Министерство за финансии ние се правиме да направиме промена во начинот на работење. Гледате дека за прв пат, за релативно кратко време, за месец и пол, сериозно ја зголемивме транспарентност и отчетност. Ја мислам дека тоа е првиот чекор кон разбивање на популизмот во Македонија. Бидејќи ако јавноста има целосен увид пред себе каде се трошат парите, каде се создаваат обврски, тоа е најголем клин што може да се забие на популизмот. Ние и како влада мислиме дека треба да се заврши со популистички политики. Мислам дека ќе се согласите, главно нешто што е во буџетот како клучна мерка, нова мерка, е минималната плата. Таа не е популистичка, таа е апсолутно борба за раст на платите во Македонија.